Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани пријатели, драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Започнуваме нашата утринска емисија, Извор на надеж, и емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. И ова денешна емисија би започнале со неколку убави мисли, односно со еден библиски текст кој го наоѓаме во Светото писмо, тоа е во Римјаните 5 глава 5 стих. Надежта не се посрамува. Надеж што не го разочарува човекот или човечкото срце. Секој надеж поставена од човек може да се разочара. Со надежта во Бога, значи таа надеж која ја имаме во Бога, никогаш не води до срам, ниту до празни очекувања. Таа е надеж која расте во секоја молитва и секое Божјо ветување. Затоа апостол Павле запишал: надежта Божја не се посрамува. И апостол Павле имал разочарување во својот живот. Неколку негови соработници му свртиле грб, односно откажале. Тој пишува за еден човек во Библијата по име Димас. Вели: Димас ме остави, ме омиле овој свет. Така да, ако се подпираме целосно само на човек, и ние денес може да се разочараме. Не значи дека не треба да имаме пријатели, соработници, пријатели, сето тоа е добро, меѓутоа сите ние сме смртни луѓе, сите ние сме грешни и може да погрешиме. Но надежта во Бога, Павле вели, не се посрамува. Нека и во овој ден кој е пред нас, нашата надеж да ја подпираме на тој извор, на таа блажена надеж на Господа Исуса Христа. Да видиме сега и да слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Getsemanija, Sonzirone to, Getsemanija,
Исус мој и Твој, во Гециманија, солзи ронел тој, во Гециманија, Исус мој и Твој. Gecimania, solzi ronel toј, во Gecimania, Исус мој и Твој, во Gecimania, solzi ronel тој, во Gecimania. Исус мој и Твој. Исус исцелува во сабота сува рака, изгонува нечисти духови. Избор на 12-те. Ги казнува фарисеите што кулат на Духот Свети. Укажува кои се неговите вистински роднини. Глава 3. И влезе пак во синагогата, а таму имаше еден човек со исушена рака. И пазеа на него дали ќе го исцели во саботен ден, за да го обвинат. А он му рече на човекот со исушената рака: Застани насреде. Ним пак им кажа: Во сабота позволено ли е да прави човек добро или зло, да спаси една душа или да ја погуби? Па кога ги изгледа со гнев, зашто му беше тешко поради нивните скаменети срца, му рече на човекот: Протегни ја раката своја. Тој ја протегна и таа му стана здрава како и другата. Фаризеите што ми излегоа веднаш се собраа со иродовците на совет против него како да го погубат. Исус пак отиде со своите ученици кон морето и по него одеше многу народ од Галилеја и од Јудеја, од Ерусалим и од Идумеја и отаде Јордан, па и од Тир и Сидон, откако чуја какви дела врши, во голем број дојдоа кај него. И им порача на учениците свој да му приготват кораб поради народот, за да не му додева. Зашто мнозина беше излекувал така што сите кои беа болни навалуваа на него за да се доближат до него. И нечистите духови, штом ќе го видеа, паѓаа пред него, викаа и говореа: Ти си Син Божји. Но он строго им забрануваше да разгласуваат за него. Потоа се искачи на гората и ги повика при себе оние кои сам ги одбра и тие дојдоа при него. Избра 12 да бидат со него и да ги праќа да проповедаат и да имаат власт да лекуваат болести и да изгонуваат бесови. Првиот Симон, кога го нарече Петар, па Јаков Зеведеев и брат му Јован, на кој им даде име Воанергес, што значи синови на громот. Потоа Андреј, Филип, Вартоломеј, Матеј, Тома, Јаков Алфеев, Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариотски кој и го предаде. И
дојдоа во една куќа и пак се собра народ, така што тие не можеа ни леп да јадат. И кога чуја неговите домашни, отидоа да го приберат, оти се говореше дека не бил на себе си. А книжниците што беа слегнале од Ерусалим велеа дека во него е Велзевул и дека бесовите ги истерува со силата на кнезот демонски. И кога ги повика, им говореше во параболи. Како може сатаната да изгонува сатана? Ако едно царство се раздели на делови, еден против друг, тоа царство не може да се одржи. И ако еден дом се раздели на делови, еден против друг, тој дом не може да обстане. Ако и сатаната се дигнал против себе си и се разделил, не ке може да се одржи, му дошол крајот и нему. Никој не може, кога ќе влезе во куќата на силен човек, да му ја ограби по куќнината, ако најнапред не го врзе силниот, и тогаш ќе му ја земе по куќнината. Вистина ви велам, на човечките синови ќе им се простат сите гревови и хули, какви и да бидат тие. Но кој похули на Светиот Дух, нему нема да му се прости никогаш, а ќе биде виновен пред вечниот суд. Тоа го рече оти велеа, нечист дух е во него. И дојдоа мајка му и браќата негови, па стоејќи надвор порачаа да го викнат. А околу него седеше народ. И му рекоа, ете, мајка ти и браќата твои и сестрите твои надвор се и те бараат. А он им одговори велејќи, Која е мојата мајка или кои се браќата мои? па како ги погледна оние што седеа околу него рече, Еве ги мојата мајка и моите браќа, зашто оној кој ја исполнува волјата Божја, тој ми е брат и сестра и мајка. Mój put je tako težak, svugdje trni kamen gol.
Тајната на небесниот одмор. Уште пред неколку децении социолозите предвидувале дека човекот наскоро ќе има толку слободно време што нема да знае што да прави со него. Во расправата што се одржала пред одборот на Сенатот на Соединетите Американски држави во 67 година, може да се слушнат тврдења дека луѓето од 1985 година ќе работат само 22 часа седмично. Постоеле добри причини за ова мощна оптимистичка прогноза. Компјутерите за дел од секундата ги решавале задачите за кои некогаш требало цел месец. Роботите ги извршувале најтешките работи во тешката индустрија. Меѓутоа, многу години по појавата на компјутерите и сателитите во земјината орбита и роботите кои автоматски ја извршуваат работата, луѓето се уште не можат да земат здив од работа. Како што тврдел еден архитект, технологијата ја забрзува работата на нашето срце. На современите луѓе времето им бега од рацете. Например, меѓу 67 и 85 година од минатиот век, слободното време на просечен американец се намалило за 37%, а повеќе од 40% американските работници работат повеќе од 40 часа неделно. Речиси 20% од нив имаат уште една работа, а таа тенденција се зголемува. Со овој развој многу се погодени семејствата. Брачните другари се повеќе комуницираат преку мобилни, електронска пошта или телефонски секретарки. Тешко се наоѓа време за сопствените деца, а уште помалку за другите. Мајка на една 14 годишна тинеџерка, значи ќерката нејзина, открила дека нејзината ќерка е заразена од венерична болест. Ова вест за мајката представувала тежок удар кој не можела да го поднесе, па и се доверила на својата пријателка. Знам дека таа има премногу слобода, но јас не можам да го запоставам својот општествен живот, за да можам цело време да ја надгледувам. Распоредот на вредностите е спротивно поставен. Времето ни бега на сите нас. Споредено е направено едно истражување на една мала група луѓе во Америка, кој покажал дека дневниот просек на времето што го минува таткото со своите 2 сина изнесува само 37 секунди. На семејствата им недостига време за заеднички живот. Што треба, почитувани, да направиме за меѓусебно да се зближиме? Прво, лек против животната преоптовареност. Исус ги опфаќа или ги сваќа тешкотиите на современите семејства, оптоварени со стрес, и сака да ги знаеме вредностите на духовниот одмор. Исус вели: дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарам на себе и поучете се од мене, бидејќи сум јас кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Зашто јаремот мој е благ и бремето мој е лесно. Матеј 11 од 28 до 30. Библијата не советува да го доживееме таквиот мир на 2 начина: дневно и неделно дружење со Христа. Второ, секојдневна поврзаност со Христа. Исус секогаш имал недостиг на време. Постојано го следело мноштво народ. За краток временски период од 3,5 години тој морал да изврши темелна духовна промена која за секогаш ќе го смени начинот на живење на планетата Земја. При тоа, постојано ги избегнувал фарисејските шпиуни и стапици. Па сепак Исус и покрај сето тоа на се околу себе пренесувал духовен мир и стабилност. Како? Тој секојдневно поминувал определено време во разговор со својот небесен татко. Постојано зависел од својот татко, од кого добивал сила да се соочи со животните предизвици. Како што мене ме испрати живиот татко и јас живеам преку таткото, така и оној кој ме јаде мене, ќе живе преку мене. Јован 6:57.
Нашиот Спасител, почитувани, целосно се подпирал на својот небесен татко. Ако сакаме да живееме таков спокоен и позитивен живот, според неговиот пример, ние денеска секојдневно мора да се сретнуваме со Христа. Мора да дозволиме да не исполни и обликува неговата реч и дух. Најдобар начин за да им се одолееме на силите кои не разјадуваат однатре сите нас и ги разоруваат нашите семејства и времето минато со Христос. Тој вака вели: останете во мене како јас во вас, зашто без мене не можете да направите ништо. Јован 15 глава 4 и 5 стих. Една од најголемите потреби на нашето време ќе се реши тогаш кога луѓето ќе се приклучат на духовниот извор кој им стои на располагање и чие благотворно дејство се огледува во секојдневното дружење со Исуса. 14-та и 15-та лекција или предавање од ова серија ќе покажат како го правиме тоа преко редовното проучување на Библијата и секако со молитва. Ево уште една важна мисла која треба да се нагласи кога размислуваме за личното заедништво со Христа. Тој го довршил спасоносното дело на крстот. Вистинскиот мир и вистинската сигурност постојат само во него, бидејќи само тој може да каже се сврши. Јован 19:30. Со други зборови, неговото дело на откупување тогаш било довршено. Но сега, кон крајот на вековите, тој се јави еднаш за да го острани гревот со својата жртва. Евреите 9:26. Осветени сме преку приносот на телото на Исуса Христа, еднаш за секогаш, зашто тој со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваат. Евреите 10 глава 10 и 14 стих. Исус со својата смрт го сотрел гревот. Сатаната веќе не може да не обвинува поради нашите гревови, бидејќи нашата замена на Голгота ни обезбедила целосно проштевање. Бидејќи Исус ги направи совршени оние кои се осветуваа. Сатаната веќе не може да не обвинува за нашите пропусти и недостатоци. Затоа оној кој ги признава своите гревови може да се одмора во делото што го остварил Христос. Ние сме го направиле тоа и ние сме прифатени. Чувството на вина доведува до разорни начина на однесување и често стои во заднината на забрзаниот современ живот. Меѓутоа, почитувани, Исус на крстот еднаш за секогаш го решил и проблемот со вината. Исусовиот извик се сврши, го запечатил неговото ветување. Јас ќе ви дадам одмор како готов факт. Исус на Голгота го довршил делото на нашето спасение, а во сабота тој се одморил во гробот за во недела наутро да стане од гробот како победник над гревот и смртта. Христијанинот не може да има поголема сигурност од фактот дека Христос го откупил и ослободил од гревот. Така наоѓаме одмор во делото кое го завршил Исус Христос. Читаме во Библијата. И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светињата преку крвта на Исуса кој ни го отвори новиот пат низ завесата, да го држиме непоколебливо исповедувањето на нашата надеж, зашто е верен оној кој ветел, и да внимаваме на тоа да се поттикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела. Евреите 10 глава од 19 стих. Бидејќи е верен оној кој ветел, можеме да влеземе во спокојот на спасението што го ветел Исус Христос. Натрешната рамнотежа, мирот и одморот што ги доживуваме од ден на ден во Исуса не се последици на нашите лични напори, туку на тој што тој го направил на крстот за нас. Можеме да се одмараме во Христа, бидејќи нашето спасение е осигурано. Таа сигурност која произлегува од доброволната
послушност не мотивира секојдневно да минуваме време со Христа, хранејќи се од неговата реч Библијата, доживувајќи го влијанието на небото додека се молиме. Дружењето со Исуса помага животната претовареност да ја претвориме во мирен и делотворен живот. Број 3. Седмична поврзаност со Исуса. Бидејќи за 6 дена, вели Библијата, го создал Господ светот. Исус го создал и саботниот одмор како седмична подршка за нашиот меѓусебен однос со Него. И Бог виде се што направи и ете беше многу добро. И бидна вечер, па вели Библијата понатаму и утро, 6 ден, така беа довршени небото и земјата со сето свое воинство. И на 7 ден Бог заврши сите своји дела што ги направи и Бог го благослови 7 ден и го освети, зашто во него се одмори од сите своји дела што ги создаде Бог и ги направи. Прва Мојсеева, 1 глава, од 31 стих, од 3 до 4. Исус, кој првата сабота се одморил со Адам и Ева, го благословил и го осветил тој ден. Бог не го воспоставил седмичниот циклус за лична корист, туку поради Адама и Ева и нас денес. Бог од се срце им посакувал добро на луѓето и затоа предвидел тие целиот свој живот да имат можност секој 7 ден на посебен начин да ја барат неговата присутност. Секоја сабота или шабат, како што Бог го нарекол 7 ден, за нив требало да биде ден за телесен одмор и духовна обнова. Појавата на гревот на нашиот свет само ја зголемила потребата за саботниот одмор. Истиот Спасител кој на Адама и на Ева им ветил спасение околу 2000 години подоцна го дал законот на планината Синај. Павле зборува во 1 Коринтјаните 10 глава. Исус решил заповедта за саботниот одмор да ја стави во средината на 10 заповеди. 4 заповед гласи: помни го саботниот ден за да го празнуваш или осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи, а 7 ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш, ни ти, ни твојата ќерка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7 ден се одмори. Зато Господ го благослови и освети саботниот ден. 2 Мојсеева, 20 глава од 8 до 11. Саботата е ден за сеќавање на Господа, кој ги создал и небото и земјата. Саботниот одмор секоја седмица не поврзува со Творецот кој го оделил и благословил овој ден. Додека живел на земјата, Исус ја користел секоја можност да одржува заедница со таткото. Евангелистот Лука, еве како го опишува животот на Исуса Христа во сабота. И дојде во Назарет, каде што беше пораснал, влезе во саботен ден во синагогата според својот обичај и стана да чита. Лука 4:16. Ако на Богочовекот Исус му бил потребен одмор и татковата близина во сабота, колку повеќе тоа ни е потребно нам денеска, на човечките суштества. Кога Исус ги отстранил тешките бремења што ги наметнале евреите околу празнувањето на саботата, тоа го пише во Матеј 12 глава, нагласил дека Бог ја воспоставил саботата за доброто на човекот. Им рече: саботата е воспоставена заради човекот, а не човекот заради саботата. Така, човечкиот син е господар и на саботата. Марко, 2 глава, 27 и 28. Исус го истакнал значењето на саботата дури и при неговата смрт. Тој умрел во петок, на денот, како што вели Библијата, на подготовката. Кога саботата завршила, тој веќе бил кога саботата отпочнувала, тој бил веќе во гробот. Од тој миг тој објавил: се сврши. Неговото дело за спасение на човештвото било довршено.
Јован 19:30. Големото дело на откупување веќе било извршено. Исус за време на саботата се одморил во гробот, како што своето дело на создавање го завршил за 6 буквални денови, за 7-миот ден да се одмори. Така со помирувањето на крстот, во 6-тиот ден го завршил своето дело на повторно создавање, обнова, пошто се одморил во сабота. Во недела наутро Исус излегол од гробот како победник и спасител, вели Лука во 24 глава од 1 до 5 стих. Уште пред распнувањето побарал од своите ученици и по неговото воскресение да одржуваат средби со него во сабота. Зборувајќи за разорнувањето на Ерусалим, што ќе се случи 40 години по неговата смрт, тој ги повикал: молете се вашето бегство да не биде во зима или во сабота, Матеј 24:20. Нашиот Спасител, почитувани, сакал неговите ученици, а подосна и оние кои ќе веруваат во него, да го пренесуваат неговото учење од генерација на генерација. Тој сакал да го доживеат одморот на спасението и саботниот одмор, и тие не го разочарале. Учениците продолжиле да ја држат саботата и по Христовото воскресение. Може да видиме во Лука во 23 глава. Понатаму продолжуваме. Омилениот ученик Јован продолжил секоја сабота да се сретнува со Христа. Во своите последни години од животот, еве што напишал Јован: во Господов ден бев во духот, Откровение 1 глава 10 стих. Според Исусовите зборови, денот Господов е саботата, зашто Синот човечки е Господар и на саботата. Матеј 12 глава 8 стих. Во сабота прославуваме два најголеми настани, а тоа е нашето создавање и нашето спасение. Вакво прославување на саботата ќе продолжи и на небото, зашто како што новата небеса и новата земја, што ќе ги создадам, ќе траат пред мене, вели Библијата, Слово е Господово, така ќе ви траат и името и потомството. Од нова месечина до нова месечина, од сабота до сабота, секое тело ќе доаѓа да се поклони пред моето лице, говори Господ. Исаја 66 глава 22 стих. Бог во почетокот ја воспоставил саботата како ден на сеќавање на создавањето, затоа е разбирливо што во својата вест за последното време не повикува на послушност на неговите заповеди како чин на обожавање. Откровение 14, 7 и 12. Ова вест во последната книга на Библијата го опфаќа држењето на заповедта за саботата како ден на сеќавање на Творецот. Четврто, благословот на саботниот одмор. Но оние кои се радуваат на саботата, Бог им дава големо ветување. Еве го: ако ја воздржиш ногата за да не ја изгазиш саботата и да не вршиш работа во светиот ден, наречеш ли ја саботата милина и чесен ден посветен на Господа, почитуваш ли го, откажувајќи се од пат, од занимање во сабота и од празни зборувања, тогаш ќе ја најдеш својата радост во Господа и јас ќе те изведам по земните височини. Ќе ти дадам да уживаш во наследството на својот татко Јаков, зашто Господовата уста зборуваше. Книга на пророк Исаја, 58 глава, 13 и 14 стих. Овие стихови истакнуваат дека саботата е слична на врата која не пропушта на местото на кое можеме да ги доживееме најубавите животни искуства. Тогаш ќе ја најдеш својата радост во Господа и јас ќе те изведам по земните височини и ќе уживаш во наследството. Современиот човек, почитувани, гази преку другите луѓе во обид да стекне што повеќе. Под разни притисоци паѓаат поединци, а семејствата се распаѓаат. Меѓутоа, Бог ни нуди многу подобра можност за еден квалитетен живот. Со празнувањето на саботата, уште овде на оваа земја, може да се оствари вистинското животно задоволство. Да разгледаме сега неколку придобивки од празнувањето на саботата како Божји ден. Прво, саботата е ден на
сеќавање на создавањето. Со тоа што ја пазиме или запазуваме незината светост, ние го негуваме споменот на нашиот Творец. Незините свети часови ни нудат прекрасна можност да се вратиме на своите почетоци во светот што го Бог создал. Кога последен пат со своето семејство сте имале можност да уживате во тивката, убавена на шумските патики или пак планинскиот поток? Денес е многу тешко да се ужива свесно во убавините на природата и да се наслушуваат низините пријатни звуци во прекрасните пејсажи, бидејќи впечатокот го расипуваат најразлични наметливи буки на забрзаниот живот. Саботата ни возможува слободен простор во чудесата на природата, да го едноставно препознаеме Бога и да ја почувствуваме Неговата присутност. Второ, во сабота ја доживуваме радоста на богослужението и заедницата со другите верници во црква. Саботата не насочува кон Бога. Нам ни е неопходно секоја седмица да ја преиспитуваме насоката на својот живот. Тоа треба да го правиме заедно. Заедничкото славење на Бога носи благослов за сите нас, а тој благослов не можеме да го искусиме на друг начин. Ние треба јавно пред заедницата да ја изразиме својата вера, исто така како што тоа го правиме потајно во своето срце или во тишината на нашиот дом. Саботата го возможува тоа посебно време на заедништво, како црква, за да ја обновиме својата духовна сила. Пророкот Исаја искусил радоста на саботното богослужение. Еве што тој вели. Блазе му на човекот кој прави така и на синот човечки што се придржува за тоа, која почитува саботата за да не ја онечисти и кој ги чува своите раце од секое зло дело. А тугинските синови кои се определија за Господа, за да му служат и за да го љубат Господовото име и за да му бидат слуги, кои ја почитуваат саботата и не ја онечистуваат и кои се постојани во мојот завет, нив ќе ги доведам на мојата света гора и ќе ги развеселам во мојот молитвен дом. Број 3. Саботата ни нуди можност да правиме дела на љубов. Дали вашиот сосед, почитувани минатата недела, беше болен, а вие немавте време да го посетите? Кога на вашиот пријател му беше потребен некој да го сослуша по смртта на сопругата, дали во тоа ве спречија натрупаните обврски? Секако ние природно сме наклонети постојно да ги одложуваме делата на милосрдие. Саботата ни кажува, направи го тоа сега, а Исус советува, затоа е дозволено да се прави добро во саботата. Матеј 12 глава 12 стих. Четврто, саботата ги зајакнува семејните врски. Кога наредил, тогаш никаква работа не ќе работиш, Исус Христос не можел да им даде подобар совет на презафатените татковци или на преморените мајки. Саботата е голем знак, стоп за семејството. Престанете да трчете еден крај друг. Немојте да дозволите итните работи да ги задушаат најважните потреби. Саботата е единствениот ден кога површната забава можете да ја замените со меѓусебно запознавање, брзањето со молитва, работата со радост, преоптерениот дневен распоред со тивко размислување. Саботниот одмор е можност целото семејство да се поврзе со Христе, да прими духовна сила од Него. Пето, саботата е време кога Исус ни е посебно близок на сите нас. За секој од нас треба да се одвои посебно време и затоа нашиот однос со Христа не е исклучок. Посветувајќи му еден цел ден на Христа, еднаш седмично, нашето пријателство со Него го продлобочуваме, го одржуваме активно и свежо на најдобар начин.
Саботата ни дава повеќе време за проучување на Библијата и за молитва, повеќе време да бидеме насамо со Христа. Исус го благословил седмиот ден и го осветил со посебен благослов на својата присутност. Затоа е важно да се празнува саботата и денеска, седмиот ден во седмицата, шабат, зашто тоа е денот кој Христос посебно го одвоил при создавањето, за да разговара со нас на еден посебен начин. Кога Исус ја создавал саботата, изгледа мислел и на нашите поколенија. Во обкружување исполнето со стрес, потребен ни е толку таков ден кој ќе ни овозможи вистински одмор, целосен одмор од се, ден за почитување на Творецот, за допир со созданието, за унапредување на нашите меѓусебни односи. Саботата е како свеж развигор во нашиот загаден живот. Сликата на небесниот одмор е многу важен. Благословите на поврзувањето со Христа во дневните и седмичните средби можеме да ги изразиме само со еден збор – одмор. Зборот сабота, шабат на еврејски, потекнува од еврејскиот збор кој значи одмор, мир. Сето тоа не е ништо необично што Светото писмо седмиот ден го нарекува сабота, ден на потполен целосен одмор. 3 Мојсеева 23:3. Таа е слика на совршен одмор кој ќе го доживееме на небото. Зашто негде за седмиот ден е речено вака: и во седмиот ден Бог се одмори од сите своји дела, но за народот Божи се уште останува саботната починка. Зашто кој ќе влезе во неговиот спокој, тој ќе се одмора од делата своји, како и Бог од своите. Евреите 4, 9 и 10. Саботниот одмор, искуството што го доживуваме во саботата, со празнувањето на тој свет ден, ни дава увид во радоста на вечниот одмор кој го овозможува небото. Овој одмор не е само мирување физички, тој внесува длабоко чувство на сигурност, на мир и благосостојба и го прави животот вистински содржен. За да го цениме саботниот одмор, почитувани, мораме да го искусиме, а сведоштвото на оние кои го доживееле одморот на спасението и саботниот одмор е единствено. Кој влегува во Исусовиот одмор и кој го доживува секојдневно, ќе ја открие најголемата животна радост. Самиот наш Господ ни ја дал саботата при создавањето. Таа не им е дадена само на евреите, туку на сите луѓе 2000 години пред појавата на првиот евреин. Исус ја благословил и ја осветил саботата, тај посебен ден што Бог го одвоил за освежување на нашиот духовен живот. Саботата е составен дел на 10 заповеди. Бог заповедал следново: помни го, но поголемиот дел од човештвото тоа го, на жалост, денес заборавило. Сакате ли да му се заблагодарите на Исуса за неговиот дар на одмор? Зошто не би му кажале дека сакате да ја празнувате неговата сабота секоја седмица? Кажете му во молитва: да, Господе, копнеам да најдам задоволство во денот кој си го воспоставил. Ако сакате, можете да му го дадете ова ветување: драг небесен татко, ти благодарам за ветувањето, за одморот, за да можам да се соучам со секојдневните животни предизвици, и за ветувањето за саботниот одмор, секоја седмица, за јакнење на моето заедништво со тебе. Ти благодарам што си ветил дека ќе ми дадеш сила, озгора, која ќе го промени моето срце, моите намери и наклоности. Те молам, направи да му бидам верен на Спасителот, кој оставил се за да можам да ја доживам смислата на животот. Помогни ми да ти бидам послушен. Помогни ми со задоволство да го прифатам искуството на небесниот одмор. Ова те молам и ти благодарам во Исусово име. Амин.
Боже мој, јас не знам како живеев во мрак и беда, без да знам за грижа Твоја и за љубовта. Сега јас сум Твое чедо, припаѓам на Твое стадо. Боже мој, Ти секогаш покрај мене си. Јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, со вечен пој. Јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, со вечен пој. Боже мој, јас не знам како живеев по мрак и беда, без да знам за грижа Твоја и за љубовта. Сега јас сум Твое чедо, припаѓам на Твое стадо. Боже мој, Ти секогаш покрај мене си. Јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, со вечен пој. Јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, јас Те славам, Боже, со вечен пој, со вечен пој. И денеска, почитувани пријатели, сакам да ви понудам Библија, Свето писмо, бесплатно, значи Новиот и Стариот Завет, книга над книгите. Сите вие кои сакате да имате ова прекрасна книга, пишете ни на нашата адреса, го имате доле мејлот на екранот или на нашиот дежурен телефон 077 819 828 и ова Библија ќе биде ваша. Ни се јавуваат, знаете, луѓе, бараат Свето писмо, бесплатно е секако, инаку може да се набави, може во книжарница, но е многу скапо, 1500 денари, најмалце ќе платите за Свето писмо, но ете ние како редакција ве нудиме бесплатно. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме и бесплатна дописна библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до крајот на ова наша денешна програма, на ова наша емисија почитување, емисија која се снима и може да ја најдете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта и на нашата Facebook страница. Ми преостанува да ви се заблагодарам за вашето внимание, препорачате ова емисија на ваши пријатели и роднини и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш, останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор
на надеж секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.